Добро вечер на сите. Мир вам, што би рекол Исус Христос. Секојаш кога ги среќавал апостолите, ги поздравувал со тој поздрав. Мир вам. Тоа ќе го објаснам подоста, но најнапред сакам да се заблагодарам на Илија, што ми даде можност да можам да зборувам за една навистина жешка тема. Маја ми украде доста зборови, што сакам да ви кажам, но нема проблем, ќе има уште за љубовта да се зборува. Една благодарност имам и до мојот пријател кој од Јосифово дојде со својата сопруга и својот син. Јас се молам за еден аплауз, дојде специјално за оваа проповед да слушам, затоа што мојата проповед ќе биде за бракот. Мислам една жешка тема, која верувам дека имаме размислување, но јас ќе поедам од Божите принципи. Божиот филтер да биде во нашите бракови. Божиот филтер да секогаш нашите размислување и работи што ни се случуваат во бракот да поминат како филтер низ Божиот збор. Најнапред би сакал нешто друго да зборам пред тоа. Сакам да зборувам за мислата. Тоа ми е некако на душа што сакам да го споделам со вас. Мислата мора да ни биде позитивна, затоа што Бог во својот збор кажал ваква работа. Какви се вашите мисли, такви ќе бидете и вие. И мора да внимаваме на нашите мисли. Не може ние нашите мисли да изградуваме стравови. Еве сега поминуваме низ еден период кога има пандемија, има стравови, па си гледаме онлайн, да не дојдеме, да не се заразиме, да внимаваме, но тоа во ред е да внимаваме. Сега пандемијата си е тука, короната е тука, треба да бидеме внимателни, но има порака од Бог да не ги испуштаме собранијата. Па замисли сега Бог нас не гледа како едно тело и тоа тело треба да си функционира. Ако имаме различни дарови, замисли Бог не замислил како едно тело. Сега јас сум носото, ово е убото и секој треба да биде тука за да бидеме комплетни. Замисли Бог уште ни дал и дарови. Ми дал дарови, сега мене ми дал дарови, пример. На некој му дал да пророкува и сега тој не подсате, не си гледа онлайн. Мислам, многу е да се гледа онлайн, си влежиш, знаеш, си искаш нешто, си гледаш, ама Бог не повикува да бидеме тука присутни. Библијата кажува, не ги испуштете собранијата. Сакам да охрабрам да бидеме присутни тука. Да бидеме присутни, да го славиме Бог и да правиме чуда. Да ова сала ја исполниме, да се молиме едни за други. Да видим што сум запишал тука уште. Уште нешто сакам да кажам, малце ова е критички, не сакам да се најдат напредени, него јас сакам преку Божиот збор да видат, зашто јас секогаш го ставам Божиот збор и гледам дека тоа не е варен. И не сакам да критикувам, него како брат сакам да посочам на тоа дека треба да бидеме тука, да охрабруваме. Може ќе дојде некој нов, еве тука сега ми имаме гости од Јосифово, треба да ги охрабриме, треба можда поседуваме дар на љубов, насмевка, да се насмевне, да ги привлече тука кон Бог, сето тоа присуство. И друго што сакам да кажам, сакам да зборувам и за устата. Устата мора да внимава што зборува. Мора да имаме контрола, тоа е поврзано со мислата, знаеш? Нашите умови, таа наша душичка, треба да внимава што зборува преку устата. Многу ми се допадна тони на мажи на благодат, која рече, мора да бидеме внимателни. Бог ни дал одговорност. Треба да внимаваме што излага од нашите уста. Имаме одговорност кон децата, кон жената, да знаеме што зборуваме. И кажа уште потврди тоа, мораме, знаеш, значи, навистина тоа не потекнува да бидеме сериозни, да размислуваме што излага од нашите уста. Види, Библијата што кажува сега? Јас секогаш сакам, кога ќе кажам некој стих, да има и потврда што Бог кажува во тој контекст. Библијата кажува дека
може секојаш да го испитаме Господ. Нели? На повеќе места вика испитајте. Јас испитував и ова што го читам, дека устата може да даде живот, а може и да убие. И сега, дали беше тоа Туковски, не знам кој ми кажа, да ставам, да го пробам тоа со еден ориз, да ставам во 2 чаши, вода и ориз, и не едниот да му зборувам убави зборови, а на другиот ориз да му зборувам лоши зборови. И сега ми кажа тоа да го правам месец дена, и вика, потоа ќе видиш што ќе се случи со сето тоа. И после недела дена, тој што му кажав многу лоши зборови, поцрне, почна да мириса, викам, јас ова не го трпам месец дена, доста видов тоа што требаше, го сникнав со апаратот и завршив со таа приказна. И сакам да кажам, Господ може да ни каже да го испитаме тоа. Да дури вчера разговарав со еден мој бизнес партнер и тој вика, бе, тоа е испитан, пробано е со музика, на вода, вика, го пуштаат дах, вика, станува мирна водата, вика, тоа се е испитано. Мислам, често си дискутирам. Сакам да кажам, Божиот збор е рема збор. И мојата тема оваа вечер е за Божиот збор да не биде репер или филтер за сите работи во бракот што не се случува. Да ги потврдиме, да видим дали треба ние да се караме, не треба да се караме со жената, што треба да правиме. И да не зборувам повеќе, маце отидов од темата, да се вратам на темата, а темата ми е за бракот, сакам да зборувам за бракот, маце жешка тема, знаеш. Дали жените се во предност мажите, што кажува Господ, има многу стихови. И сакам да почнам од Адам. Нели Бог кога го стараше човекот, го створи мажот и потоа види дека не е целост. И потоа зема дел од Адам и направи жена. И потоа Господ кажа, сега е целост. И друга работа понатака што Бог кажува, вика, мажот и жената се едно пред Господ. Значи, мажот бил половинка, морало уште една половинка за да биде цел. И друго што кажува во контекст на тука на почетокот, вика, порака е до мажот и кажува, мажот треба да пресече папачната врска, да се прилепи до жената, мислам уште една потврда дека се цел, да се прилепи до жената и ќе бидат едно. Знаеш, многу мажи, јас читав некои книги на времето, која работев во комуна, работев и со некои книги, и имаше една книга Мушкарец со шкрип, со нека хрватска. Ова, кај што мажите се врзани толку за родителите, што мора да ја отвори вратата кога иде да легне со жената. Мислам, мора да го расчистиме тоа дека мажот мора да се залепи до жената и да бидат едно. И друго што сакам да кажам, дека во почетокот Господ кажува и ова, мрази развод. Мора да го втемелиме тоа во нас. Бог не сака разводи. Вика, дури има уште еден стих, поврзан со тој, вика, она што Бог го споил, човекот да не го разделува. И сега од кај да почнем да морам малце по-жешки стихови за да му го изреки, не знам дали ви упаднал овој стих, ама тој стих нема да го бараме, зашто јас ги запишав тука, јас ги прочитам. Во Изреки 18 глава 22 стих. Не знам дали го знаете. Прекрасен стих. Кој нашол жена, ја нашол среќата и добил благодат од Господ. Каков стих? Каков стих? Прекрасен. И сега си викаме, како бе сега со жена, да ви е среќа што ви деловаци, што кажува Господ тук. Но, кога наоѓаш жената, треба да го поврзеш на мој стих тамо која кажува дека си ја нашол другата половинка и тогаш стануваш целосен. И тогаш е благодата врсна. И
Сега, нели, кога доаѓаме до ситуација кога, нели, си нашол жена веќе бракот тука супер е се, и што треба да направиме да тој брак обстои, нели? Да биде супер брак, нели? И Бог во својот збор има дадено многу алатки за да ми помогнат во бракот. А кои се тие алатки? Има разни стихови кои може да ги зграбиме и да си ги присвоиме за нашите бракови. А кои се тие стихови? Златното правило како гласи: тоа што сакаш тебе да ти го прави жената, ти направи го на мис. Не, златно правило. Една алатка за во бракот. Втората алатка да гледам. Тоа што сееш, тоа ќе си пожнеш. Ако е ван контекст нели за бракот, ама можеш тој стих да си го ставиш во бракот, да сееш љубов кон жената, да се вратиш со љубов. Трета работа што сакам да насочам, Бог, апостолите кога го прашувале колку јас да простам на братот. Па 7 пати вика доволно ли е? Не 7 пати, 7 пати по 70. И сега ако научиме да простуваме во бракот, жена да знае да не изгреши, или мажот да сгреши, не и мажот безгрешен. И тогаш, што сакам да кажам, кога ќе прости, ќе дојде тој мир Божи во семејство. Бог си прави мир, кога ќе знаеме да простиме, кога ќе знаеме да служиме во семејство, тогаш е супер. Што сака понатака, што имам запишано тука? И сега во бракот уште има една алатка што е најголема. Маја ми зема многу зборови од тоа, и јас ќе може би повторам. Да појдеме во Коринтијаните 12 глава. 12 глава, таму се зборува за дарови. Нели, дарови, ама последната глава, видите што зборува тука. А јас ви покажам подобра дарба. Значи на крајот, за подобра дарба и подмина во слава поина љубовта. Што сака да ни покаже љубовта? Љубовта е една алатка која може да употребиме во нашите бракови. Највеќе. И сега јас се сеќавам на почетокот во мојот христијански живот, кога прочитав дека љубовта е најголема, викам, Боже, ја не сакам ова вера, надеж, не, ама љубовта е сакам. И сега Бог ми ја даде, ама почна да ми учи околу таа љубов, и јас почнав и во пракса да практикувам. Јас се сеќам тогаш работев во една фирма, и имаше околу 15 до 20 работени, и јас знаев кој ќе дојдам од некаде, бевме по материјали, вамо се враќам назад во фирмата, и оддалеку на Вики пред сите и вика: злато мое, сонце, што ми правиш? Знаеш, да демонстрирам љубов, ама мотивот ми беше да видат другите дека јас имам љубов, јас сакам Вики. Знаеш, и сега знаеш, има коментари тогаш од вработени, да, овој се прави американец тука, неќе искажува љубов така, па не бих рече, биди овој стварно заљубен. А Вики, кога дојдов до Вики, Вики каже еден ваков коментар. Вика: Стево, ти покажуваш љубов тука пред луѓето, ама кај ти се делата, ти немаш дела. Тоа зборуваш, вика, какви дела, вика, мајке прочитаме, таму се врати по 13 глава за љубовта и таму пишува да ги знае сите ангелски, мислам ги знаете стихови, да ги знае сите ангелски
јазици да се знаеш, ако љубов немаш, ништо не се цимбал што звечи, нели? Па дури и телото да го раздадеш, викам, гледаш, па не треба дела. Какви дела? Јас имам љубов и ја искажувам. Но потоа љубов ми покажа дека требаат дела. И ние тука, да речеме, во христијански центар, можда тука се буниме околу таа благодат, околу тие дела. Зашто јас еден пријател стално кога зборуваме, кога реплицирам еден со друг, те ми вика, што дела? Закон. Тоа е закон. И навистина е закон. Ако мотивот е погрешен, ако ти го правиш за да те види некој друг, тогаш е закон. Или дека мораш тоа да го направиш. Ама ако дојде тоа од љубов, оно што рече Маја, ми го зема стихот 5.5 таму. Маја, од 5.5 Бог не изда. Божјата љубов што е издејана во нашите срца. Кога ќе дојдат дела од Божјата љубов, таа што е во нашите срца. Таа љубов е, како да кажам, совршена љубов. Љубов која ќе дојде без лоши мотиви. Тоа е небесна љубов, наша, таа прекрасна. Таа не размислува за некој други работи. Таа едноставно сака од љубов да го направи. И што сакам уште нешто да кажам тука за љубовта. За љубовта има многу да се зборува. Не знам, јас додека спремав проповеда, прочитав и тоа некои работи дека се напишали во светот, некоја статистика дека се напишали 200 книги, 20.000 книги за љубовта. И сега и во Библијата има околу ми се чини околу 500 стихови кои се врзани за бракот, за љубовта. И тешко е сега да ги фати сите, ама јас мислам дека сршта ќе дојде тука. Нешто што сакам да напоменам сега за бракот, уште има некои стихови, ама сршот мора да го доловиме. А сршот е овој. Мора да научиме оние стихови што се за мажите, да не ги читаат жените. И оние што се за жените, да не ги читаат мажите. Зашто Бог, кога кажува на жената, уствари на мажот, мисламе, вака Господ како ја направи таа хиерархија, го става мажот на пиедестал. И му кажува, на мажот глава е Христос, а на глава на жената е мажот. И жената треба да биде послушна на мажот. И сега тука одма жената се наоѓа стеснета и Господ, за да ја ослободи жената, кажува еден друг стих. Добро, мажу, ти, кој те поставив на пиедестал, сега сакам да ја сакаш жената како што се сакаш сами од себе си. И да ја сакаш жената како што Христос ја засака црквата. И мажот е малку тука стеснет, уште и му прети малку во Петрова, таму му кажува, ако не ја сакаш жената, не се сакаш себе си, тогаш нема да ме сакаш и мене. И што и да побараш од мене, нема да ти биде дадено. Ќе биде попречена твојата молитва. И Бог прави една уравниловка тука во бракот и доаѓа до под еднаква основа. Му дава хиерархија и се види, има уште стихови што може да видиме некои работи. А оној стих кај што кажува дека мажот треба да служи, да земе пример од Исус како им ги миеше нозете. Јас се сеќавам со Вики едно сведоштво, мислам, имаме многу сведоштво околу оваа работа со Вики. И јас порано бев еден паша, не виден. За мене тие братовчедите што ме знаеа и да зборува, веќе Стево, сме виделе мажи, ама како тебе нема така.
бев паша над пашите. Само командав, вики беше како пепелачка и работеше. И дури сега некој се чудам како можела да ми истрпи толку многу. Но Бог направи чуда, направи метаноја во мојот ум и еден ден, ова што сакам да го кажам, дојдоше на посуда со вода, со топла вода, сабун, пешкир и клекнах пред нозете на Вики, викам Вики, да ти ги измијам нозете. И сега, интересна работа, клекнат на колената и пашата што беше пред. Јас ги рачунам времето пред Христа и после Христа. И сега кога и служиш, кога доаѓаш во една понизност, тогаш сме свртени силно кон Бог. Бог ги љуби тие понизните, кога сме доле, на патос. И кога добро. Јас се свртен вака сега, као... Да. Добро, мислам, нема да ми замерите, ме слушате тоа. И... Што ме беше зборот? Мислам, тогаш ја доловив на смевката на Вики. Сега си бил паша, одеднаш трајаш понезен и ги миеш нозете и она што го фатив тогаш на таа осмивка да се движеше некак, ма нема стерпа сега како, знаеш, дури незгодно и беше, но тоа е убавината, тоа е служењето. Бог тоа го сака, да бидеме понесни. Ајде да видам што тука сум запишал. И имаше уште едно сведоштво со Вики. Имаше еден момент кога јас бев во работилницата и си размислував, си го планирав денот да ми биде убав, да си подминем убав, ќе правиме ова, тоа, ќе прошетаме, така, знаеш, се убаво си планирав. И влага Вики во просторијата и одеднаш почне на караница, не можеме да се смириме. И јас се уфадив у клинч и јас почнав да се дерам и да викам. И сето тоа пристана во една караница која траеше и пола саат, да. И се вратив пак на местото, се седнав и размислувам како што вака испада се, што се случи во ситуација. Мислам, какви убави мисли си имал, еднаш карање, ама без веза, од ништо. И сега почнав, оно што вечерва сакам, што го зборува, го прелистувам Божиот збор. Мислам, што кажува Бог во оваква ситуација, што треба да направи? Сега таму кажува, во Ефесијаните од нас ми доаѓа, знаеш, во Ефесијаните пишува дека ние не се бориме против крв и месо. Потоа ми дојде еден стих кај што кажува дека Божијата љубов покрива се. Викам, ова ќе го направам. И станав, викам, ќе си ја пуштам, ќе си ја бакнам и ова има да се издиши. И отидов си ја бакнав жената и стварно се вративме во полосек тој ден, ни беше прекрасен и совршен. Не знам до кај стигнав ова, идам пак контекст, ова можда и не важи уште. Сега сакам нешто да зборувам и за љубовта. Знаеш, почна Маја многу, ми зема многу од љубовта. Ја би се вратил пак на Коринтијаните 13 глава, кај што таму во вториот дел од 13 глава, кај што Бог ги кажува атрибутите на Божјата љубов. Атрибутите на Божјата љубов се многу силни и се прикажа на Божјата љубов. И јас секојаш сум се тестирал и можам да ви ја покажам мојата Библија, тука на 13 глава, ако гледате во тој дел, ако гледате, се е шкртана и се тестирав ставно
дали ќе стигнам до овие атрибути Божи. Таму пишува, Бог се истрпува, на се надева, се поднесува. И сега е ово, можам да го... Јас би ви дал домашна задача да отворите 13 глава и да се тестирате, да видите до кај сте стигнале. Дали сме се приближили малку до таа Божја љубов. Друго што сакам да ви кажам. И сега на крај не сакам многу да зборам, ќе оставам нешто да и вие си работите околу бракот, околу овие стихови што Бог ги дава. Ја ги имам многу, мислам, сакам да ги охрабрам жените. Сите ние мислиме дека мажите се тие кои може да бидат вака, жените не може да бидат близко со Бог. Или сега дали има некоја ситуација кај што Бог зборува на жената? А има таква ситуација. И тоа со Аврам. Аврам важи за еден силен верник со силна вера. Ама има еден момент кога Бог зборува на Сара. И сега дали Сара тогаш била поблиску со Господ, била по-духовна, ама Бог изборувал на Сара и му кажува на Аврам, Аврам, послушај ти Сара. Што значи дека некош треба и жените да се послушаат. Мене ми се случува да речеме да некош кој ќе ми дојде мисла, доаѓа и на вик. Во ист момент, ние како едно пред Господ, доаѓа мислата и кај не се и кај мене. Како може во ист момент да мислиме исто? Но тоа е Бог, тоа е Светиот Дух и тој, ние сме како една целина, две половинки. И дај да завршам уште малку, да не должам многу. Во Ефесијаните 5:2 и го прочитам овој стих, кој многу ми се допадна. Вика, вашите постапки да бидат водени од љубовта. Токму онакви како што Христос, воден од љубов, го принесе својот живот како жртва што му е пријатна на Бог и има сладок мирис. Што сакам тука да кажам? Вистинската среќа на душата е безусловната љубов. Каква е таа безусловна? Безусловната љубов е да правиш дела, да знаеш да простиш, да знаеш да служиш. И денешната порака баш ми е тоа, која ќе видиме преку стиховите, Бог ги усмерува и мажот и жената да прават некои работи и кои ќе се направат тие работи, бракот е совршен, бракот е добар и гледаме дека таа безусловна љубов едноставно ги извршуваме Божите начела и стануваме слични на Христос. Зашто ако ние во бракот знаеме да ги измиеме нозете на жената, ако знаеме да простиме, ако знаеме да сееме љубов, дали тоа не се Божи принцип? Едноставно, кога ние не цвета бракот со сите тие Божи принципи, едноставно ја исполнуваме Божјата волја и стануваме слични на Христос. И поентата на Бог за бракот е нешто возвишено. Преку бракот ние растеме и се доближуваме и стануваме слични на Христос. Многу убава работа. Толку за